Доктор Горан е лекар во интернистичка клиника во Баварија, Германија. Моментално работам на ургентен центар и на интензивна нега, вклучително и COVID-19 интензивната нега, која што беше сега пред недела дена направена. Живеам во Германија околу 5 години. Не само Македонија и Германија, сите земји ја базираат својата одбрамбена стратегија против вирусот на неколку правила, а тоа се: прво и најважно, социјално дистанцирање. Нормално, ако луѓето не се мешаат едни со други, нема како вирусот да се пренесува. Второ, покачување на свесноста и информирање на населението во врска со вирусот. Не уште поважно е да се научи правилно да се избираат изворите на информации, за да не кружат видеа по интернет кои што ги гледаме постојано, како со ракија да се уништи вирусот, како со топла вода да се уништи вирусот и така натаму. Трето, подобрување на личната хигиена во обид на превенција на зараза, сега се повеќе се препорачува и носење на маски кај општото население, не само кај медицинскиот персонал, и тоа најдобро дома со шиени, некои платнени маски, за да не се направи дефицит во и онака постоечкиот голем дефицит на маски и заштитна опрема во здравствениот сегмент. И друго нешто е обид да се зголеми капацитетот на болниците, односно на интензивниот оддел, како што беше кај нас направена сега нова COVID-19 интензивен оддел, и секако да се намали паниката или стравот кај населението. Базирано на овие правила, секоја држава си прави свој план како да ги спроведе овие мерки, и секоја држава развива различна стратегија во рамки на овие правила, зависно од недостатоците кои ги има државата. Македонија моментално е доста построга во социјалното дистанцирање, видовме како се воведува полициски час и тоа со денови. Во Германија овие мерки се уште полабави и повеќе се во форма на препораки за луѓето, иако и тука има доста рестрикции за нормално движење на населението, значи се дозволува купување, се дозволува шетање со куќата во секое време, одење на работа и така натаму. Веројатно причината за таа полабавост кај германската власт е тоа што имаат доста доверба во здравствениот систем и се сигурни во своите капацитети кои што сега ги изголемија уште дополнително. Германија работи на сите одгоре наведените подточки, а верувам и Македонија на свој начин според своите потреби. Па еве еден пример горе што го спомнав: пи ракија или пи топла вода за да го убиеш вирусот во грло. Фино би било да беше така едноставно, ама овие изјави само даваат некоја илузија дека се базирани на некоја логика, демек топло, вирусот умира на топло, но за жал така не функционираат во реалност. Вирусите се исто така интраклеточни органи и не чекаат, не стојат во грлото они и да чекаат да се напиеме ракија за да ги убиеме. Плюс тоа, за дезинфекција и за убивање на вирусот се користи алкохол над 60%. Сега не знам кој дома има некоја добра квалитетна ракија над 60%, ама тоа сепак не функционира како што замислуваат луѓето. Друго што приметуваме дека постојано се очекува некој магичен лек што ќе се појави и ќе не спаси сите од вирусот. Па имаш и видео у Русија, нели, тој типот како чита некои упатства, како пишува за коронавирус, а коронавируси се група на вируси, има различни, тој лек е направен уште од порано за тоа се типични вируси што предизвикуваат настинки секоја година. Не се работи значи за некој специфичен лек против корона, туку се работи за антивирални лекови кои што веќе постојат на маркетот и луѓето се фиксираат за некој лек и бараат спас во тоа. Значи не постои таков лек, некој чудесен лек. Моментално се прават многу студии кои што се пред експериментални со различни лекови кои што мислиме дека би можеле да помогнат, но овие студии или експерименти се прават кај луѓе кои што имаат тешка клиничка слика или лежат на интензивен оддел, а не кај цела популација. Значи единствен бенефит од тоа бесмислено купување на лекови, витамини, остани препарати има само фармацевските компании, не луѓето. Сите овие дезинформации кои што кружат се базирани делумно на некоја логика и во комбинација со стравот на луѓето и желбата за чудесен лек прават да се шират многу брзо, сите се вирални тие вируси, тие видеа. Јас само уште еднаш ќе повторам, информациите се земаат само од релевантни страни. Кога ви треба, например, распоред за ЈСП, сигурно не барате што кажал некој во Русија за автобуските линии, не го проверувате на официјалната страна на ЈСП, знаете дека таму е точниот распоред. Исто и во случајот, затоа постојат страните на Светска здравствена организација и Министерството за здравство. И како последен совет, да не седите цел ден на интернет да барате нови информации за вирусот. Еднаш во денот информирајте се, видете што има ново на вести
или гледајте го министерот што има да каже и потоа најдете си нешто подобро да го поминете времето. Сконцентрирате се на себе си, сега веќе кој имате време, активирате се физички дома, спиите доволно, кога ако не сега, подгответе си добра храна, научите некоја нова техника или јазик, дали јога. Значи, овој период треба да се искористи бидејќи често вакво нешто не се случува и нема да се пружи ваква можност често на ваков принуден одмор. Според предвидувањата на виролозите може да заврши на два начина. Првиот начин да го снема едноставно вирусот, како што се случи со SARS вирусот. Но оваа ситуација или опција веќе се смета за нереална и се предвидува дека вирусот ќе остане со нас и можеби ќе земе форма на сезонска инфекција како што секоја зима доаѓа инфлуенцата. Втора опција е да се постигне имунизација на населението. Може да се случи ова на два начина. Или, бидејќи вирусот моментално заразува еден човек, заразува уште 2 до 3 останати. Кога ќе заврши ширењето на инфекцијата? Кога 2 од тие 3 ќе имаат веќе имунитет. Така вирусот ќе нема кај да се шири, ќе може да се прошири само на уште еден човек. И тоа не е експоненцијално растење на бројот на заразени. Сега, за да се стекне овој имунитет на 2 од 3 или 2/3 или 66%, што го слушаме често на телевизија, треба или да се заразат 66% од луѓето и да стекнат имунитет, или да се најде вакцина и на тој начин да се направи пасивна или активна имунизација на населението и повторно да се постигне истиот ефект, односно вирусот да нема каде да се шири понатаму. Тоа беше за мене повеќе обид за некое спиритуално искуство, кое до негде и го доживеав. На крајот кога го имав првиот оброк после 7 дена, мора признам и дека ми течеа солзи, а не сум плачел не знам со години. Второ, беше начин да си докажам на себе си дека доколку една мисла си всадам во главата или идеја, во случајов не јадам 7 дена. Значи таа мисла или тоа што си го решил може да те води низ непријатностите на гладот 7 дена. Низ тие физички непријатности. Што, значи доколку тоа е возможно, што се можеш да постигнеш со друга мисла некоја? Значи до кај може да те однесе мислата ми беше мене главното прашање. И видов дека може да ме однесе до далеку низ многу непријатности. Но сепак го правев под медицински надзор. Значи јас самиот се контролирав притисок, шекер и така натаму. Направив и крвна слика еднаш и анализа на газ, крвен газ, што значи не го препорачувам за општото население како експеримент. Постојат клиники во Германија кои што го прават ова дури на подолг временски период, но сепак, како што кажав, за домашна употреба не би го препорачувал. Друга цел беше да видам што ќе се случи на физичко ниво, да видам дали физиологијата на телото, како што сме учеле на факултет, стварно така функционира. И беше многу интересно промената што се гледаше на физичко ниво и што се случува со моето тело. Го искусив своето тело со друг извор на енергија. Друг, место бензин, да речеме, на дизел. Односно на кетони наместо на глукоза, главната исхрана беше на телото. И сосема друг начин на функционирање имав, како мозокот, така и телото работеше на друг начин. Но сепак бев и физички активен, иако побавно, и психички, значи пробував да читам книги и така натаму. Но сепак на некое многу по-ниско ниво беше целата таа активност. А за загуба на масти беше очигледно скоро секој дневно како се топат мастите од телото. Па не се гледам како нешто посебно популарен. Мислам, не можам да го проценам, јас сум истиот јас што си бевтел пред некој време пред да имам Инстаграм. Мислам дека сум подостапен за јавноста од другите лекари и прикажувам каков е животот на еден лекар. Посебно па во Германија и тоа е можеби интересно за луѓето. Инаку ми прави многу големо задоволство кога ги насмеам луѓето. А секако така и почнав, ама секако добивам и многу наоди, барања за второ мислење, за некоја дијагноза на кој што исто така се обидувам да одговорам, но станува се потешко бидејќи пораќе добивам се повеќе и повеќе, а време имам се помалку и помалку. Инаку со колегите на работа, германците не се многу фиксирани на Инстаграм и не сите имаат Инстаграм, иако сега некои направија само за да ме пратат и да ми коментираат на дел од глупостите што ги правам.
И со колегите углавно се зезаме во врска со Инстаграм и кога да го извадам телефонот нешто да проверам или нешто ми викаат еве сега иде едно ново стори. Тоа е уствари комуникацијата во врска со Инстаграм, ништо повеќе. Македонија не ми излегува никош од мислите. Тоа е мојот дом, таму израснав. Сега би сакал да во иднина да имам барем некоја соработка со Македонија, стручна, и да бидам во Македонија што е можно почесто, па можеби некоја ординација да отворам која што би работела на пример една недела во месецот во Македонија, па повторно тука во Германија. Уште немам конкретен план, секако дека сакам да дојдам во Македонија, но моментално мислам дека животот и обуката во Германија не можам да прекинам или би можел да прекинам само докога ги добивам истите услови за работа, едукација и заработка во Македонија, а во моментов е тоа скоро невозможно. Сега сум достапен на Инстаграм и ќе се обидам преку таа платформа да придонесам барем малку за кревање на јавната свест за здравствената заштита. И се надевам ќе ги насмеам малце луѓето од време на време. Фала ви дечки за вниманието, се надевам кажав нешто корисно што ќе ви служи во секојдневниот живот и останете ми здрави, па се гледаме во следна прилика.